Продолжува и понатаму неизвестност околу директниот влез во првата македонска фудбалска лига, а сега таа трка ја водат три екипи, откако една излезе од трасата која води кон елитата. Брегалница со голот на Дино Михолов успеа да слави со минимални 0 над Беласица во Струмици и го сочува првото место. Во меч кој го следевте во живо немне телевизија, па како лидер внедела во Штипки ја пречека Шкендија Рачинов во директна дерби пресметка, каде ќе решува за директен влез во прва лига. Токму Шкендија Рачинов имаше убедлива победа оваа коло со улувајќи го Вардар Неготино со убедливи 8-2 на домашен терен. Скопје со минимални 1-0 славеше во дербито на автокоманда на стадион Железарница над Охрид, па така рибарите сега се четврти и им останува надеж барем за трето место и бараш, бидејќи веќе директен влез за Охрид во прва лига стана невозможна мисија. Во топ 5 зоната табелата изгледа вака. На врвот е Брегалница со 64 бодови, Скопје и Шкендија Рачинова го делат второто место со по 62 бодови. Охрид сега четврти со 59 бодови, а пак Беласица е пета со 52 бодови. Новац овој викенд го доби тимот на Слога во Виница со сигурни 0-2. Тетек славеше над победа со 0-3, Кожев забележа минимална победа од 0-1 над Осогово во Кочани. Во Радови се одигра единствениот меч без погодици меѓу Детонин Плочковица и Саса, кој одигра 0-0, а пак Преспа со минимални 0-1 славеше над Големо Конјери. Во однос на останатиот дел од табелата, екипата на Осогово е шеста со 50 бодови, Новац е седми со 47 бодови, а пак Детонин Плочковица од Радовиш е осми со 46 освоени бодови. Во бараш зоната за опстанок Кожев е 9 со 39 бодови, Тетек се 10 36, а пак Саса е место подолу со 33 бодови. Во зоната која води директно кон трета лига нема промени, таму се Вардар Неготино, Преспа, Слоговиница, Победа и Големо Конјери кои одамна се преселија во ранг подолу за следната сезона.